Во Иран, десетици илјади луѓе излегоа на улиците во знак на протест по смртта во полициски притвор на 22 годишната Махса Амини, откако беше приведена поради проблем со незината шамија. Настанот на вистина ги погоди граѓаните на Иран, затоа што секој во Иран може да ги види својата ќерка, сопруга и сестра по исти околности. Во Кина исто така се зголемија масовните протести, како и повиците до лидерот Ши Џинпинг да се повлече. Тие, се разбира, започнаа со остра реакција против мерките за нулта ковид, што затворија десетици милиони, понекогаш стотици милиони кинези во нивните станови. Протестното движење во Русија е пригушено, велат експертите, иако илјадници излегоа во 2021 година по затворањето на Алексеј Навални, противник на рускиот председател Владимир Путин. Руската инвазија на Украина во февруари исто така потикна демонстрации. Имаше големи протести кои се појавија накратко по инвазијата на Украина и повторно кон крајот на летото, кога Русија објави дека ќе мобилизира луѓе да одат да се борат во Украина. Експертите велат дека демонстрантите во Иран, Кина и во Русија добиле политички отстапки од нивните авторитарни режими, како што е неодамнешното олабавување на ограничувањата за COVID-19 во Кина, по масовните јавни негодувања. Но што им е потребно на протестните движења за да ги соборат авторитарните режими? Експертите велат дека подделбата на елитата на врвот може да го осладне Путин. Ако мислат дека имаат иднина по заминувањето на шефот, тогаш може би во одреден момент ќе одлучат да се здружат со потенцијалните демонстранти на улиците. Јасно ќе става до знаење дека нема да застанат против нив и можеби тоа ќе поттикне повеќе луѓе да излезат на улица. Експертите сметаат дека големите штрајкови низ Иран се позитивни, но забележуваат дека членовите на безбедносниот сектор на режимот не застанале на страната на демонстрантите. И конечно, треба да има некако водач на оваа револуција, некој вид на обединувачки фактор за она што би се случувало откако овој режим ќе падне. Експертите велат дека демонстрантите е поверојатно да успеат ако може да ја искористат економската криза во државата и да ја сменат тактиката. Тие додаваат дека демонстрантите мора да бидат ненасилни и подобри со технологија отколку режимите што ги следат. Има многу повеќе луѓе во една земја и надвор подготвени да поддржат ненасилно движење во споредба со насилно. Дури без рушење на режими, што експертите не го очекуваат, протестните движења даваат надеж. Мислам дека причината за надежта е токму во пораката што е испорачена. Дека овие режими немаат широка или сигурна и сеопфатна јавна поддршка. И како што се намалува јавната поддршка, велат експертите, така се намалува и легитимитетот на режимот.